Нешто по 18 часот, што значи време за листа за 300. Сите сме подготвени во студиото, во телевизија Сител да започнеме со денешното издание и да ги дознаеме и денешните победници, односно луѓето кои што ќе имаат шанса да си освојат и убава парична награда. А сега го прво ќе ги повикам домакините, а тоа се Љубен и Ранко. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Кој пат ќе се гледаме? Четврти? Четврти пат во листа за 300. Супер, баш ми е драго. Како што реков и минатиот пат, секогаш забавно во студиото со вас. Па добро беше, добро. Интересно, да. Спротивностите се привлекуваат. Така е, не, ќе се без зеда. него што би правил ја? За мене најзабавниот физачки пар. Па, сигурно. Така е. Лизгачки. Лизгачки пар, па да не се лизнеш жити. Не, еднаш ќе се лизнеш, друг пат ќе застанеш. Ќе знаеш како, така е. Значи, уште те бива. За денеска подготвени, така. Да не ви го одзимам времето, си знаете домакин, ваша домакинската кабина, повелете и чекајте ги вашите противници. А секако во нашето студио чекаат подготвено и нивните противници, односно предизвикувачите за денешното наше издание. Да ги поздравиме. Момчило и Раде, повелете. Момчило. Добро вечер. Здраво, добро вечер, Радо, здраво. Како сте? Супер. Добро. Расположени ве гледам, чим сме насмеани. Секогаш. Тоа е секогаш, така е. Момчило на кратко, ајде, за гледачите. Кој е Момчило? Поздрав до сите што Сите знаат, не гледаат, Така. а најповеќе за внучињата. Така, внучињата, Така, две кој имам се? во Србија, тяка таму ми е мажена, Супер. а две овдека од синот, внуки. Да, супер. Кокави се сега? Па внуците во Србија едниот е 10 години, едниот е 5, Така е, супер. а внуката едната е 5,5, 6 полни, другата е 10 месец. Леле, шо збориш? Браво, жива и здрава, дека се сноѓате сега по дома, брат, со бебе. Екстра, супер. Весело, кажи. Да. Првото Спиете ли? го прогледува што више полесно, више. Да, второто Ти само знаеш. се чува. Како беше муабетот. Првото тато и мама го чува, второто само се чува, тоа е та. Нема га, супер да сте живи и здрави, баш ми е драго. Ајде, Раде, на кратко. Овие кои што не те знаат да те запознаат. Раде Младеновски, можам да кажам, ајде, познат естраден уметник. Така. Јас сум на естрадава. Јас добро те познавам, Да, затоа реков со те тебе што се не те познаваме. познаваат, затоа да те Многу запознаат. добро, да. Супер. Како оди Наставник во работа? основно училиште по Што збориш, тоа информатика. не знам. Да. И тоа по информатика, рекол, ќе ми кажеш музичка настава, викам по информатика. Не, по информатика. Како се Живот споја пише сите? романи, Да, Марче. Бога ми, да, виш какви ќе дознаеш секојаш и за пријателите нека нова информација. Да. Супер, затоа си го сакам квизот. Тоа е Нормално. Да не ви одземам повеќе внимание, да не ве деконцентрирам. Дали да не сакате да додадете нешто? Сопругата да поздравиш? Што сопругата обавезно, да. Иначе кај после не сме дома да свети. Не ке смееш, ама парите сите ќе треба да ги дадеш. Тоа е тоа. Голем поздрав за сите гледачи што го следат овој квиз. Секојдневно го гледаме и ние дома расправиме малце. Треба ова да го кажеш. Да, и супер, баш ми е мило. Ја тоа си... Валја на смење ќе биде ова емисија. Ке биде, мора гледај, секогаш е тука атмосферата таква, лабаво опушени, гледаме да биде нели една шега. Секако темите ги сваќаме сериозно и на крајот паричната награда сериозно се ја сваќаме кога треба да исплатиме. У Тоа е секој тоа. случај пред се доаѓаш за да заработиш нешто. Така да, и да се подружиме и да видиме. Јас што викам многу битна работа за тука. Ево да си го провериш. колку Така, толку, да видиш, а за се по-позитивни резултати, како да кажам, се почестото учествување во листа за 300 си носи, нели, и своји плусеви, тоа е тоа. прави својата. Да. Да не ви одземам повеќе внимание, почувате како предизвикувачи, баш да видиме до каде ќе стигнете. Повелете во предизвикувачката кабина. Љубен и Ранко, односно Момчило и Раде се во нивните надпреварувачки кабини, што значи сега треба да ги провериме дали работат како што треба, за потоа да си продолжиме без никакви проблеми. Ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините, а Момчило и Раде таман кога мислеа дека завршија со разговор со мене, еве ме пак. Дали се слушаме добро? Да. Одлично. Ако имаме некаков проблем во продолжение да ми кажете, Може малце погласно, пошто он малци не слуша, не? Да, уште погласно. Нема проблем, ќе појачаме сега. Договорено. Додека го правиме тоа, ќе се преселаме јас ке вашите противници да провериме нивната кабина. Љубен и Ранко, дали се слушаме?
Одлично. Одлично, доволно е гласно ке вас, да не треба уште малце погласно нешто. Не, Не? Во ред, супер. Може малце, може. Може малце погласно, во ред, нема проблем. Ете, драги гледачи, веќе техничката екипа си го работи своето и веќе тонот појачам у кабините, што значи кабините се во ред и може да продолжиме понатаму без никакви проблеми. А како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: машки имиња на буквите К, Л или М. Бараме машки имиња кои почуваат со буквите К како Калина, Л како Лиле или М како Марија и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат 5 наши жители. Љубени Ранко, дали ни е јасна темата? К, Л и Х. И М. Има КЛМ. КЛМ. КЛМ компанија. Да, Полонска компанија. Така е. Момчил и Раде, дали не е јасна темата? Уште еднаш ќе ги повторам буквите К, Л и М. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат кобните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Момчило и Раде. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Љубен и Ранко. Момчило и Раде, кога ќе имате понуда, кажете ни. 11. 11. Започнуваме со 11. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 26. 26. 27. 27. 29. 29. 30. 30. 37. 31. 32. 32. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. Едно повеќе 38. 30. Заокружуваме на 40. 42. 42. 45. 45. 47. 47. 50. Заокруживме на 50. Нека одговара. Кровеме. 52. 52. Нека гаѓаат. Да одговараат. 52 немам ништо тука што да замерам, иако се сложам и со констатацијата на Момчил дека имат доста нели нови три букви, но да видиме. Сепак 52 остава многу простор за манипулација. Љубени Ранко, имаме 52 празни полиња кои што треба да ги спишеме со машки имиња на буквите К, Л и М. Кога ќе бидете подготвени за почет? Коле. Коле. Така е. Колјо. Колјо. Така е. Коце. Како? Коце. Коце. Така е. Коста. Коста. Така е. Костадин. Костадин. Така е. Константин. Константин. Така. Точен одговор. Кире. 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 Така е.
Кирил. Кирил. Така е. Кице. 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 Така е. 9 до 10. Добро. Чекай, Крунослав, Крунотија, чекай само. Со вре да видиме некој. Крсте. Крсте, бе, да. Крсте. Така е. Добра, на другите кои беа на Л, а? Л и М. Лазар. 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 Така е. Лазе. Лазе. Точен одговор. Може. И Лазо. Лазо. Така е. Па ја Левко. 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 Поздрав до Чичко Левко, на кумот мој татко му. Да. Така е. Лефтер. Извини. Лефтер. Лефтер. Така е. Ајде, со Мирко. Мирко. Мирослав. Така е. Потоа Мирослав. Мите. Момент, да не брзаме за да не утнеме, да не заборавиме некои од имињата. Таки, Мирослав е точен одговор, потоа Митко. Митко. Така е. Муарем. Муарем. Така е. Мунир. Момир. Мунир. Мунир. Мумир. Добро, добро. Мунир. Мунир. Чекај. Така е, Мунир. Мурат. Мурат. Така е. Мујо. Мујо. Марко. Марко. Само момент да видиме Мујо. Така е. Марко. Има ли 5? Да, поима нема. Сега ќе видим. Така е, Марко, точен одговор. Мујазин. Извини, уште еднаш. Мујазин. Муразин. Не, моја жена титула верска. Па ти идем верска титула. Добро, не е добро, прво над 50 требаш одидеш. 50? Па над 50 отидеш. Добро, како е добро, шо е добро? Љубени Ранко, Мујазин или Мујазим, и двете верзии ги проверивме случајно да нема во Државниот завод за статистика, но за жал ниту едната, ниту другата верзија ги нема на ова име. Верска титула е. Да, за жал може да има некој што го носи името, но не се петорица, нели па заведени во Државниот завод за Океј. статистика.
Наљубени на Ранко им е јасно како стојат работите со листа за 300, веќе не се ни потресуваат, знаат дека имаат шанси на втората лицитација да направат и пресврт, па пеналите потоа веќе им се добро познати, ама сепак јас ќе се завртам кај Момчило и Раде да кажам одлично одиграно. Доста надававме, храбро ми се допадна тоа многу кај вас. И ете, кик сега кај вашите противници, да. Почетничка среќа. Ќе видиме дали е почетничка среќа или не. Ќе то знаеме во продолжение, во секој случај имате целосно право да си уживате и да си го прославувате првиот поен сме во листа за 300. А сега, драги гледачи, пред да се преселиме на второто надавање, ја да прочитам уште некои од оние машки имиња на буквите КЛ или пак М. Тука ги имаме Карло, Китан, Климе, Козма, потоа Крунослав, Крум, Круме, Кузе, Кузман. Па имаме Лазар, ги кажаме, добро се извинувам, Ламбе, Ласко, Ласте, Латиф, Левко, кажавме добро, Леон, Луан, Лука, па потоа ги имаме Македон, Максим, Маринко, Марин, Марио, Мартин, Маријан, Маријан, Матеј, Матеа, Милорад, Миленко, Митруш, Михајло, Мухамед, Момири и така натаму ги имат доста имиња на овие три букви. А сега, драги гледачи, е време за второто надавање, она кое што ќе одлучи дали ќе играме во продолжение пенали или пак директно ќе ми се придружа тука на тренувачите на главната сцена. Па да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: Олимписки дисциплини во атлетика. Ги бараме олимписките дисциплини во атлетика во машка или женска конкуренција. Но, доколку истата ја има во двете конкуренции, можете да ја кажете само еднаш. Можете да ги кажувате и новите мешани дисциплини. Љубени Ранко, дали не е јасна темата? Бараме дисциплини во атлетика. Јасна. Супер. Момчило и Раде, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да лицитираат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Љубен и Ранко ќе ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите, а Љубен и Ранко, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 8, 8. Започнуваме со 8. 10, 10, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, колку рекла 17 извина? Да. 18, 18, 18, 19, едно повеќе, 19, ајде нека погодува. да погодуваат? Ајде да видиме, имаме 19 празни полиња, пробуваат на кондиција да ве фатат. Љубен и Ранко, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете да ги редите оние олимписки дисциплини во атлетика. 19 празни полиња, 19 точни одговори требаат. 100 метара тркачка брза. Добро, 100 метри. Тоа е оној шпринт што го викаме, нели, она најатрактивна, да речеме, дисциплина во атлетика, која што сите со нетрпение чекаме и кај мажите и кај жените. И мажи, после тоа важи едно. Да, така. 100 со пречки, 100 со пречки за жени. 100 метри со пречки, тоа е дисциплина која што се трча само кај дамите, кај жените. така, 110 кај мажите. Како? Така? Следната е 110 кај мажите. Само да пиѓаме 100 метра со пречки жени, така, а 110 метри со пречки кај мажи. Добро, што не е јасно сега. Јасно е. Нека 3 значи има. Така? Да, сега уште ова само 110 метри со пречки кај мажи. Така, добро. 200 метра и за жени и за мажи една е значи.
Така е, да. 200 метри. Полека, спонтано. Така е. 400 метара. 400. Може слободно да кажеме 100, 200, 400 се оние најатрактивните Така. што ги гледаме. Имаме Со пречки. 400 со пречки. 400 метри со пречки. Со пречки. Така е. Така е, Обичната точен е стави одговор. без пречки. Молам? Без пречки е ставивте Ставена е. Да, ставена е. 800 метри. 800 метри. Така е. 1500. 1500. 3000 стиполча. Така. 3000 стипл. 3000 стиплчес. Така е. Колку стана? Па со ова 9 точни одговори ќе имаме. Само уште 10. 5000. Сега па ајде 3000 само да пишеме така, сега 5000 метри. 10. 10.000. И маратон. Само момент да не брзаме Ранко за да ги испишеме Добро, малце. добро, нека Да, се не испишат. треба време. Од овде слабо гледаме, затоа. Нема проблем. извинете. Нема проблем. 5000 метри точен одговор. 10. 10000 метри. И маратон. И женски, мушки, али и само еден. Така е, маратон. Брзо одење. Точен одговор. На 50 километри. Брзо одење 50 км. Брзо одење 50 километри. Има на светско првенство и 30 значење, ама не сум сигурен. Љубени Ранко, од кога не сме гледале? Уште една имам, а не сум сигурен. Не, ама Има нема 30 километра за жени, али дали олимписка посета? нема брзо одење 50 километри повеќе. Укината е таа дисциплина веќе неколку години. Која? 50 километри брзо одење. Да, не постои веќе. Има 20 километри одење. Сега е таа 50 километри ја укинаа пред некоја година. Пред 15 години, не знам кога беше. Не сме знаеле дека укидале од кај да знам. Да, има 20 километри одење, она Ма најчесто има и сега што ја 30 за фаќаме. жени. Има. Не завите ако е укинато сега. Добро, у реду. Многу ми е жал, да. Ети, јас се залетав, но на последните Олимписки игри ја нема, еве, 50 километри. Еве, во режат проверува да ми кажат точно која година е укинато 50 километри, но како и да, еве, ја ќе ги прочитам сега оние олимписки дисциплини во атлетика кои што ги Абе, да ги се уште кажеме се. фрлачки и скокачки и тамамки скоче. Вака еве ги 27 се, не се многу на број, имаме 100 метри, трчање 200 метри, 400, 800 метри, 1500, потоа 3000 метри стиплчес, 5000 метри, 10000 метри, 400 метри со пречка, 4 потоа 100 штафета, 4 по 400 штафета, маратон 20 километри одење, скок во височина, скок со стап, скок во далечина, 3 скок, фрлање ѓуле, фрлање диск, фрлање кладиво, фрлање копје и потоа ги имаме 110 метри со пречки само кај мажи, 100 метри со пречки само жени, 10 обој само кај мажите, 7 обој само за жени. И потоа имаме нова дисциплина, тоа е 4 по 400 мешано, односно 20 мажи и 2 жени и маратон во брзо одење мешано тим од машко и женско. А сега, драги гледачи, време е да им честитам и на Момчило и Раде за нивната победа. Епа, Момчило и Раде, сега ќе треба да застанете тука со мене на главната сцена и нема бегање. Ќе ве соочиме со темата од нашата листа, па да видиме што ќе направите. Честито. Фала ви. А додека Момчило и Раде се подготвуваат да дојдат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат, јас ќе ни испредам сите на кратка пауза. А вие, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Момчило и Раде ми се придружија тука на главната сцена. Ова е нивни прв пат, па нема да ги брзам многу низ целиот процес. Знам дека сакате парите да ми ги земете, ама ќе одиме по полека за да не направиме некоја грешка и јас, а и вие договорено.
темата е подготвена. Сега уште да протрчаме низ нашата листа, да се подсетиме како стојат работите со истата. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за она максимална сума да однесеме со нас. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате со парична награда од 300 евра. Кажете ми, иако летото веќе одамна помина, како го поминавте? Екстра, Да, супер. каде бевте, прошетавте некаде? И Грчка и до Охрид и... Тоа ме интересираше. Дали бевте Грција, каде бевте у Грција на одмор? Да не фативте некој На остров? трети крак. На трети крак? Да, на трети крак. Така, добро. Мислев да не сте отишле на некој остров, па уште не, Ептин ќе се поклопеше со темата. Како и да е, имам интересна тема, баш поврзана со нашиот јужен сосед Грција. А слушајте добри вие, драги гледачи, денешната тема гласи острови во Грција. Бараме имиња на острови кои припаѓаат на Грција без обзир дали се во Егејското, Јонското или Средоземното море. Кратко, едноставно, не знам кај се залета вака брзо да читам. Дали ги знаеме островите во Грција? Три како се? сигурно. 3 сигурно, одлично. 3 сигурно, па после заедно ќе најдеме уште 3 за да направиме една стотка тука. Не бидат 50, не се делат 50 евра. Сам да кажам за внуците или кирките. да, Така, знаеш. Не може како ќе поделиш. Тоа е тоа. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Крв. Крв. Така е, прв точен одговор. Сега не знам дали се взима како во обзир да е остров Кипар. Сега, не знам што да кажам, дека мислам се не Кипар. Да, има како посебна држава се води да е и поделена нели на грчки и турски дел, подобро да не ја играме, да не навлегуваме натаму, да. Има друг голем остров листата буква, 4 букви. Да кажаме. На Јадран, не знам. Слично е со кит. Крит. Така. Чекај, кажи третиот. Ајде, кој беше кажи третиот? Мојот слушалите кај што Чекај. На беше. Има и тука Трајект се иде од баш од тоа место кај што бевме ние. не морам мака да ти помогнам. Нисам увидел. Има еден остров што носиме како врска од две жени. Кога две жени се сакаат. Лесбос. Лесбос. Ке го играме Лесбос? Да го играме. Чим за две жени се работи. Бар моите керкички да Чути ги... жена ти гледа Слушај, полека. бар моите две керкички да добијат пеевчето. Овие пари не те вадат ке жена ти. Се за вакви муавети не те вадат. Така, Лесбос трети точен одговор, честитки за првите 50 евра во листа за 300. Сега, што правиме за понатаму? Има многу познати острови, размислете, да. Се блокираме, ги имаме, како да ти кажам, има еден остров кај што одат многу да се журкаат, се забавуваат малце Митос. подалеку. Митос нека. Така некако слично името. Михонов. Не, така, ама потоа ги имаме, нели, имаме еден остров кој што е познат по своите човече. бели куќарки, целиот е како во бело имаше, да, и земјотрес скоро, мислам скоро пред неколку месеци. Санторини. Така и ајде, уште еден многу познат остров кај македонците, како да ти кажам, доста често одат, се наоѓа, Овој Карши третиот. Карши краците се наоѓа. Карши краците. Ја бе пред 2 години таму многу убаво си поменав со жена ми. Блокажа. Да си отишол без жена, ти уште помоќе. Тој ќе биде, не знам, тоа никој нема да го дознаеме сега, нели? Сега нема шанси да отидам. Жена, 2 деца, ништо не правиме. Санторини, Миконос. И, Како беше на овој од Карши третиот крак? абе, не ти треба на Т ти барам јас. Тасос. Не, бе, да ви ги кажам сите, првите букви сите ќе ги каже. Моје.
Ајде, од кој ќе почнеме? Тасос, Тасос. најсвеше. Тасос, Санторини. така, пота Санторини. Не знам за Санторини што беше работа, дали имаше земјотрес или пак некоја вулканска ерупција на вулкан таму, така нешто да па почна паника ги фати. Како и да е, сега се е во ред таму и е пети точен одговор и шести кој рековме? Миконос. Миконос, намерно Миконос гостеви да се журкаме со парите. Миконос имам доста другари кои што одеа и се уште одат да работат таму и се презадоволни. Честитки за освоените 100 евра сега. Да размислиме што правиме натаму за да не да, ќе си ги земеме парите и тоа е тоа. Ќе ми имат за двете по 50 доста. А да пробаме уште 50 да земи за вас достане нешто? А? Умре мајко. Ајде размислете уште малце. Има. Познат исто кај што одат на другата страна, не кај краците, туку на другата страна се спуштат исто многу познат осто. Ете ти, добро, после што правиме? Не, мора да ми текне на Ева, ќе меѓу ти- двата краци. Што беше, чекај само да ми текне како што ти кажеш. Ти кажа нема на. Не знам, јас знам дека има еден остров што многу ме потсеќа на оние Ајкос што ги пушат сега во последно време. Такво исто. Многу ме е сличи името. Чекај, кој ги рековме сега? Кој ти текна? Левкада. Левкада. Има еден на Јонско море. Доле од Левкада баш Тука е во близина на Левкаде и островот на на Дионис. На Одисеј се извинам, на Одисеј. Ако ви текно како се вика, не е вака. и така. Привачна асоцијација, добар се таа асоцијација. Ама добар е, гледаш. Добар се. Поише му иде така. Нареден пат ја те зимам тебе за асоцијација некаде. Раде ќе го ставиме. Левкада и така. И се одното. Да, ја па се занесов друго тога. Кјути добре што се Така. што се разбравме. И има уште една француска вода многу позната со носи островско име од Грција. Дали ви текнува? Сака да се кај нас како скапа вода ја прода. Корфу. Не, тоа ти е крв. Корфу го Тоа викаат така таму. го вика, да. Мислам. Да не се обрука вие сега. Ајде, француска ги имаме, вода. два ги имате. А ова е една што многу А ти си по водите. ја пијат кај нас ја продава не знам колку 200 денари шишенци у кафич. Како на вода сум пил, не знам. Ја дома подаде су пилка. Ајде уште еден ни фали. Ги имаме Левкада и ја имаме и така, и така, и вака, и ванака. И ни фали уште еден. Тој е еден многу вреден. Тој е еден многу вреден, да. Многу вреден, ама чекај. Може... Како да го асоцирам сега пробувам некако. Која е таа француска? Ба не знам да речеше француско пиво нешто. Ајки да идеме на буквата на е водата. Евија. Да бе, реков ја овие. Тоа ти е гледаш кај Абе сте Атина. гутнале квизот вие. Тоа е од Атина лево. Вие сте гутнале квизот, треба да ве праде да Буква за асоцијации, буква. нешто да така сериозно. Ке растурете. Евија. Ама ја не знаев дека е остров Евија, затоа си чутев, пошто тоа е ете фактички сега. Атина е тука, преку со трајкца иде уе. Ете, видиш французите од кого крадат? Ги валеме да га пилиња. Ки играме или? Ќе играме. За однака ги повторивме островиве. За однака ми спотивте. Дојка се свежи, да ги кажем. Ке ми одбијат од плата сега, ке ми Ништо не ќе ти марче. даеме ние, Не, се тама работа, е. 3 песни гратис, ај што се... Договорено. Готово, да. Ајде, кој ги редиме сега? Евија, Евија. Евија, така е. Када, Како? Левкада Левкада. и така. И така. И така. Е па како? Онака. Така.
И така 150 евра. Епа и така. И така, за 100 евра точен одговор, за 150, извини. Ви ги лапна подма 50 евра, виде? Ќе ми Без да вратат, сакам. чак так спре. Се ги врати во джепче, тоа е тоа. Момчило и раде. Супер надпреваруваче, се изнасмеавме, убаво беше, малце така интересни беше целава борба со листава, со темата. Значи, буквата е Не, одма чак. ми се допад, да, немаше тука повторување, не со мапчање со раце, многу објаснување. Кажаш буква, баб се знае. Што значи само ви треба искуство и малце освежување на островите, одмор ви треба по островите у Грција. Значи сега лето ќе направите еден земјички одмор, ќе го оставите жените и децата, ќе им речете слушај, ние одиме да го збогатиме нашето знаење до Грчка на 20 да дена. не пуштат жените. Ќе ги збришеме. Крадеме тука. Со ова, драги Ние ќе гледачи, се вадиме дека треба за на квиз да ги знаеме, знаеш. ете, готово. Ја ќе дам со вас за да имате оправдување. Водец, водец, водец. Да биде северодостојно. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Момчило и Раде, повторно ќе ги видиме и во следното наше издание, а до тога секако ви останете со програмата на телевизија Сител и не заборавајте, ве сага Марко и ве сага телевизија Сител. Чао!